Штипските матуранти немаат шанса да препишуваат при полагањето на државниот матурски испит. Превземени се сите мерки за во прв план да избее знаењето, а не вештината на препишување, изјави раководителот на Оделението за образование и јавни дејности ИЛЕР Снежана Санева. И тоа значи тестаторите треба постојано и будно да ја следат состојбата со полагањето на државната матура и на тој начин да се добијат реални резултати. Што е забрането, што е дозволено при полагањето или? Телефоните ќе бидат значи тргнати настрана од учениците, така што тие нема да може да ги користат и ќе се внимава на меѓусебната комуникација на учениците, така што значи се обезбедува еден самостоен начин на полагање на државната матура. Матурскиот испит ќе се полага во амфитеатрите од кампус 2 и кампус 4 на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, каде се е подготвено. Дојдоа представници, прво директорите, па и представници од средните школи, ги разгледаа нашите простори, видоа што и треба, се договоривме во насока на тоа дали треба некој дополнување, вадење на клупи, додавање на некои нови клупи, така да мислам дека договорите се во завршна фаза, во петок ќе се прават финалните местења на тоа што ќе биде во сабота и во сабота веќе првиот, значи како што рековте, на 31 сабота е првиот испитен ден од државната матура. Во сабота на 31 мај на најважниот испит треба да се појават 389 матуранти од Штип. Тие полагаат во два кампуса, во кампус 2, каде што ќе бидат сместени гимназијата Славчо Стоименски и средното општинско училиште Колен Ехтени. Таму полагаат 248 ученика, додека во кампус 4 полагаат средното општинско училиште Јане Сандански и средното општинско училиште Димитар Мирашчиев, каде што вкупниот број на ученици е 140. Кога започнува полагањето? Полагањето започнува во 10 часот, меѓутоа се препорачува учениците да бидат таму веќе во 8:45 во училиштата, со тоа што ќе бидат подготвени да си ја полагаат државната матура, значи да се направи распоред, да се види каде ќе седнат и да бидат спремни за полагањето.